Рекордни 53 точки денеска има за разгледување и работа советниците на Општинскиот совет на општина Кавадарци. 19 мината советници има на дневен ред важни материјали. Пред се беа разгледани кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината за 2017 година, четврти квартал, предлог годишната сметка на буџетот на општината за 2017 година и отписот на долгувања за неплатени сметки за фирмарина, закупнина и други трошоци за повеќе години. Цанка Јованова, раководител на службата за финансии во локалната самоуправа, образложи во детали за состојбата со приходите и расходите на буџетот за минатата година, при што наведе дека ланскиот буџет е извршен 74%, односно остварени се 580 милиони денари. Кај расходите е остварена нешто помала сума од 573 милиони денари. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, рече Лазар Туриманџов, координатор на советничката група на СДСМ, ќе ги подржи трите први точки посветени на извршувањето на буџетот, годишната сметка, односно годишниот извештај, но нема да гласа за отписот на застарени побарување на општина Кавадарци од фирми кои користеле, а не платиле повеќе години на доместоци за кирија и други давачки кон општината, зашто придонес има стариот состав на власта во општина Кавадарци и градоначалникот. Тоа што по 8 години сега овој градоначалник и овој совет поништуваат договори, покажува дека СДСМ тогаш со неслагање или негласање за истите бил во право. И сега доста внимателно ќе ги анализира и ќе дава визии за работи кои се од интерес на општина Кавадарци. Затоа со градоначалникот е договорено оваа партија да ги поддржува сите проекти кои се од интерес на градот, а ќе биде против за се што е на штета на граѓаните. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Зоран Јованчев нагласи дека советниците на ВМРО ДПМН ќе гласаат позитивно за првите три точки поврзани со извештајот, годишната сметка и предлог извештајот на општината за ланската година. За буџетот говореше советничката Божанка Минова, а градоначалникот Митко Јанчев кажа дека се работи за едно од побитните материјали за нормално функционирање на новата власт, градоначалникот и службите. Сите слабости и пропусти во иднина ќе се усогласат со законските прописи, нема да има потреба од интервенции со оглед на тоа што е планирано да се држа до словото на законот и до прописите. Со угостителските објекти започнаа да се решаваат недореченостите, но и некои проблеми кои ги има со општинската власт. Ке се продолжи понатаму се додека не се постигне соодветно задоволување на законските прописи. Поставувањето на столпчињата во градот на улиците е со намера да се спречи паркирањето и со тоа ќе се продолжи за да се вратат пешаците во својот дел на тротоарите, а возачите да не ги паркираат возилата на тротоарите. Во овој дел во сообраќајот ќе има уште доста работа во иднина. Илека советниците ги гласаа првите три точки со максимално мнозинство од 19 гласа, а 48-та точка, која се однесуваше на отписот на долгувањата кон општината, се напоменува да се изврши утужување на делот на сите долгувања кои ќе бидат посебно разгледани од страна на посебна служба и советниците кои не го надминале законскиот рок од 3 години за стареност. Во продолжение од 9-та седница на Советот на општина Кавадарци во пакет беа 14 точки за завршните сметки во образованието, во воспитните организации и во културните институции во општина Кавадарци. СДСМ се произлесе дека нема да гласа позитивно за годишниот извештај, односно завршните сметки во општинските основни училишта Страшов Пинџур и Тошо Велков Пепето, зашто имаше и соодветна дискусија на координаторот на ВМРО ДПМН Зоран Јованчев. И рекол да подсетиме дека за денешното заседание на Советот на општина Кавадарци, 9-то поред, на дневен ред беа вкупно 53 материјали од различна проблематика.